Непотребна примена на сила од страна на полициски службеници, но и измама на мигрантите при наплата на билетите од страна на кондуктерите на македонски железници. Ова се дел од забелешките кои ги истакнаа од Хелсиншки комитет како неправилности во прифатниот камп во Гевгелија. Според Хелсиншки, кога има поголем наплив на бегалци и се создаваат колони, полицијата преку примена на сила или закана се обидува да ги контролира. Во конкретен случај, полицијата ги подигнала во висина палките како знак на заплашување и удирала по торбите на бегалците и мигрантите, со цел да ги принуди да ги слушаат наредбите. Најмногу проблеми се забележани во постапувањето на кондуктерите на македонски железници при продавањето на билети. Билетите им се наплаќале по цена од 25 евра, при што често се случувало кондуктерите да се обидуваат да ги измамат при враќање кусур или користење на различни валути. Проблеми се појавувале и кога бегалците плаќале во различни валути, па кондуктерите ги користеле таквите прилики да се стегнат со противправна корист. Различно се наплаќале и билети на малолетни деца од сите возрасти. Покрај неправилностите, Хелсиншки комитет направил и преглед на опремата, објектите и шатурите кои се подигнати во прифатниот камп, а се во функција на побрзо прифаќање и транзит на бегалците и мигрантите. Според нив, засега екипирањето на надлежните институции и хуманитарните организации се одвива без проблеми, но ќе се потребни повеќе средства за доопремување во текот на зимскиот период.